Quo vadis? Драги мои, светот не е во војна. Не е во нуклеарна војна, но е во константна војна со децении. Дали тоа ќе престане? Наскоро би требало. Проектот, така наречен ДОГЕ, кој треба да го сработи Елон Маск заедно со уште еден, да речам, министер, кој ќе биде назначен, кој е назначен од Доналд Трамп, во наредните 2 години проект кој треба да направи револуција во Соединетите Американски држави и да ја врати државата на народот, а да ја одземе од длабоката држава. ДОГЕ е проект кој е акроним кој значи Department of Government Efficiency, каде што сите оние трошења на пари кои се неразумни, нерационални, да не речам крадење, сите оние непотребни оддели и проекти кои се финансираат ќе бидат скратени. На некој начин ќе се користи системот што е од Аргентина. Мили го исмеваа многумина дека е луд, дека е ненормален, он е либертаријанец и он е многу пазарно ориентиран. Она што направи, исече еден куп министерства во Аргентина. Аргентина е далеко од нешто добро, но треба да знаете дека Аргентина веќе 30 години се бори со инфлација, која во октомври изнесуваше 209%. Во овој момент Аргентина има 130% инфлација. Тоа е константен, огромен пад со тенденција да продолжи инфлацијата и за прв пат во историјата своја Аргентина има поголем извоз од увоз. Ако памтите што ова значи, Југославија заради тоа и се упропасти. Повеќе увезуваше и трошеше своји пари наместо за инвестиции, за увоз на добра и едноставно се распадна. Се распадна земјата. Војните само беа последица од лошото економско работење. Војните секогаш се последица на лошо економско работење, а не обратно. Она што е напнатоста голема е што војната во Украина добива многу брзи пресврти за многу кратко време со многу контроверзни изјави. Во моментов гледам пар аналитичари од Македонија импровизираат. Зошто? Затоа што јавноста, па дури и стручна, не следи. Абер нема и овие сега глумат лудило нешто. Сега, јас сум малци и посрамен, бидејќи ја не сум аналитичар, но толку многу следам што се случува таму, а имам, ако нешто е, ајде да кажам, мој супер пауер, да излечам правилен заклучок од она што го читам и она што го гледам. Ако не можам да излечам заклучок, се обидувам барем од некакви си неутрални страни, какви што се аналитичари, како Такер, новинари, да ги компарирам нивните заклучоци. Па тоа ми помага да направам колку толку прецизна анализа. Прошлиот пат ви реков нема трета светска војна, еве ме. Утнав, не утнав, 50-50, како Дарко Панчев. Може би е гол, може би не е гол. Лесно е да се биде таков аналитичар, но мене цврсто сум убеден дека последната употреба на оревокршачките кои беа, тоа е ракетите кои ги употреби Русија и ги употреби за анулирање на енергетскиот систем на Украина. Украина доби дозвола да ги користи ракетите со висок дострел, со далечен дострел, да гаѓа цели во Русија, што буквално требаше да предизвика жестока реакција на Русија, па дури и употреба на тактичка нуклеарна бомба,
која русите не употребија, затоа што се свесни дека ќе бидат вовлечени. Од друга страна, па и не смеат да не употребат ако имаат таков еклатантен напад. И сега тука балансот и дебалансот е страшен во моментов кој се случува. Дури и Зеленски вели дека ќе се согласи на тие територии, што пред некој месец не ќеше ни да чуе, додека Русија не загуби, не биде избркана, поточно Украина да победала. Веќе му станува јасно дека ја губи територијата, па се обидува барем остатокот од Русија да го внесе од Украина, да бил, демек, ќе ги дадеме тие територии, тоа се територии на 3 града. Во суштина, да знаете за што се збори, тоа е руско население кое живее таму и беше мрцварено од украинските неонацисти. Океј, ќе го дадеме овој дел на Русија, ама Украина да влезе во НАТО. Мало морген, бидејќи очигледно дека ни Доналд Трамп не е расположен да го финансира НАТО онака како што НАТО троши пари американски за своји потреби, а они учествуваат минимално, како Германија. Например, Америка дава некои си 4%, Германија само 1%. Па споредено спрема GDP-то, навистина, и Доналд Трамп вика, па прво не е фер. Ние ве браниме, ние ве раниме, а вие не учествувате во ова, па ние ли треба све тоа да го платиме? Но нему му е едноставно да ги скрати сите трошоци и воени низ светот на Америка, да работите идат низ мир и да може да просперира економијата, бидејќи тоа е најголемиот проблем во Америка. Не е политиката во светот, дестабилизација од Кина и од не знам ке не окупирале кинези или руси, туку е проблемот во економијата која е детероирана, дерогирана од страна на демократите кои, видете, левица и економија, тоа се различни појмови. Сакате СССР, СССР не пропадна у војна, Советскиот сојуз. Комунистичка Кина не пропадна, на Мао Цетунг не пропадна од војна. Југославија не пропадна од војна. Све се, војните отпосле беа последици економија, економски лошо. Истото се прави и со овие левичариве што ја водат. Франција, Германија, Канада, па и до сега Соединетите Американски држави. Либертаријанскиот пристап како што Аргентина го спроведе, а одамна не е спроведен, а таков систем беше Америка до 30-тите години, кога државата почна биг дилови да прави, кога државата почна да ги контролира парите, и тогаш имаше големи економски кризи. Големата депресија не е предизвикана од пазарот, предизвикана од американската држава, која се обиде да го контролира пазарот. И сите тие економски кризи секогаш доаѓаат, бидејќи пазарот е како жив организам. Кога он има криза, он вади бели крвни зрнца, она што не чини се уништува. А социјализмот да вика, не. Ама таа фабрика не чини лошо работи, не, мора да обстане во име на вишето добро. Чик Куманово мора да обстане, зашто Чик Куманово, Баргала ќе ја кренеме. Ќе се крене на пазарот, не знае, нема кој да ја крене. Едноставно умот, работењето, паметното работење, пазарот ќе ја крене. И досадни на купувачите ќе купуваат ова. Не, купувачите има да купуваат Чик Куманово. Карикирам. Но така е во суштина пазарот кога сам се регулира. Некој ќе изгуби работа, па ќе добие овде работа. Тешко ни е нам тие промени да ги џвакаме, но на запад е многу нормално да се одселиш од еден од друг град за подобра работа. Па во Југославија се мигрираше од Словенија до Македонија, колку имаше кога Фени се отвори, од цела Југославија дојдоа да работат. Мислам, многу е природно, многу е органски, кај што има работа да па зошто идете у Германија? Зошто да не можеме да отидеме во друг град во Македонија ако има добар просперитет и бараат и е добро платено? Мислам, брзо ќе се надминат тие менталитети на, да речем, на локално комунистичко делување за да те држи партијата. Пазарот сам може да се регулира. Она што у овој момент најмногу плаши е колку е моќта на Сорос и колку пари допотрошува у моментов, дали доге ќе му ги секне тие пари, иако
велат дека се негови од берзански шпекулации, но тие шпекулации се премногу успешни за да не му асистира длабоката држава. И USAID секако, бидејќи кај инвестира USAID, таму инвестираше и Сорос, кај инвестира Сорос, таму и USAID. Со чат пат нешто да се одлуми немек, така натаму. Но се ова ќе заврши многу набрзо. А проблемот е сега што се отвара нов фронт во Грузија, го прават Европа, наводно Европа. Ова е типична шарена револуција која се одбиваше во Македонија со фрлање црвена боја на плоштадот, со врескање, со закачање со полиција, па нели оние со огномет, пукање и така натаму и така натаму. Земјата да се фрли во хаос. Зошто им е ова потребно? Зошто е Грузија? Грузија нема да влезе кај исто као Македонија никогаш во Европска унија. Само ќе измислуваат работи. Потребна е дестабилизација од која ќе се префрла, па можеби ако треба и воено или терористички или за регионот да се дестабилизира тука, за Русија да не биде фокусирана само на една страна. Во меѓувреме добив една информација која за жал не можев да ја проверам пред да го снимам ова, дали навистина се случуваат некакви тектонски промени во Сирија, дали се ова последни обиди на специјалци, наводно бунтовници влегле во палатата на Асад, но мислам дека председателот Асад, но мислам дека се работи или за лажна вест, или се работи за специјалци од ЦИА обучени, бидејќи туку така не можеш да го поминеш таа линија која од луѓе обучени од спецнаци, од највисоките руски одбранбени сили, така што останува за следниот пат да го изанализираме. Јас сум спокоен, ќе биде напнато, значи стварно ќе ни го превртуваат желудникот. За сега Тајван останува спокоен и мирен, Кина ќе гледа како ќе се разрешува кризата во Европа и промената на власта во Америка, а Израел во меѓувреме мава и растура. Хамас не може глава да дигне. Голема играта со Хамас, Иран стои за тоа, Иран е близок со Русија, колку е тоа добро, колку е лошо, тоа сите аналитичари ги гледам блебетаат, затоа што толку е испрекината играта. Само ќе ви кажам дека у моментов, неколку дена пред да го снимам ова, имаше конфликт помеѓу две групи на бунтовници во Сирија. Сега, едната група била спонзорирана и обучена од ЦИА, другата била спонзорирана и обучена од американската армија, специјалните сили. Дали сваќате дека граѓанската војна, ако се случува во Америката, се случува на туѓ терен, тоа се тие интересни сфери на луѓе, групации разни кои сега пред падот животното највише каса и гребе пред да изгуби тлото, а го губат тлото. И тоа е добро. Кво вадис, ма на добар пат сме.